Почитувани гледачи, добро вечер. Понеделник 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Секогаш сме тука за вас и со вас за да ви информираме за проблемите со кои што се соочувате со вашето здравје во секојдневниот живот. Минатата емисија, оние што не следа, веќе ја најавив денешната тема, значи ќе поразговараме малку, ќе посветиме внимание на косата, значи на проблемите со косата, по-конкретно на опаѓањето на косата, значи и кај мажите и кај жените. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Елена Арсова, која што е трихолог и доаѓа од 101 Hair Clinic. Значи, се надевам дека ќе бидеме интересни, дека ќе доставиме многу информации околу оваа тема, меѓутоа пред да ја поздравам доктор Елена и пред да започнеме со разговорот, би сакала од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму на оваа тема. Опаѓањето на косата, медицински познато и како алопеција, е појава која се јавува и кај двата пола. Со познавање на процесот на растење на косата, полесно можеме да го разбереме и процесот на нејзиното опаѓање. Во составот на влакното влегува една материја која се нарекува кератин, која исто така е составен дел и на ноктите. Во кожата се наоѓа една структура која се нарекува папила и која го создава влакното. Околу папилата се наоѓа една друга структура која се нарекува фоликула и го сочинува коренот на влакното. Телото на влакното се наоѓа над кожата и е составено од три слоја: кутикула, надворешен слој, кортекс, средишен дел и медула, центар на влакното. Бојата на влакното зависи од различни пигменти кои се наоѓаат во кортексот. Како што старее организмот, лачењето на овој пигмент се намалува, со што бојата преминува во сива или бела. Влакното расте од папилата и тоа во различни фази. Најпрвин е фазата на растење која може да трае до 5 години. По оваа фаза следува фаза на одмарање која трае 12 недели. По оваа фаза влакното отпаѓа од својата фоликула и почнува да расте ново влакно. Потоа целиот циклус се повторува. Дневно може да отпаднат над 100 влакна. Нормалниот раст на косата зависи од дотокот на крв во папилата, секако и од здравствената состојба на целиот организам. Постојат различни видови на опаѓање на косата. Најчест вид е келавоста, која се јавува кај 95% од луѓето кои имаат проблем поврзан со опаѓањето на косата. Келавоста всушност не представува опаѓање на косата. Косата не паѓа, туку станува многу тенка и без боја. Најчесто келавоста е наследна, но исто така може да се јави и заради пореметен статус на хормоните, како високо ниво на машки полови хормони наречени андрогени. Но и жените исто така имаат андрогени, па затоа оваа појава се јавува и кај двата пола. Исто така, келавоста може да се јави заради употреба на одредена група лекови, како што е хемотерапијата и лекови кои се користат за лекување на гихт, артритис, депресија, висок крвен притисок. Таблетите за контрацепција, како и самата бременост, исто така може да доведат до оваа состојба која може да трае и до 6 месеци и по престанокот на користење на овие лекови или по пораѓајот, сепак косата почнува повторно да расте без сериозни последици. Постојат и други состојби кои може да доведат до губење на косата, како проблеми со тироидната жлезда, диета која не вклучува протеини, намалено количество на железо во крвта, диабет, поголем хируршки зафат или некое хронично заболување, гапична инфекција на скалпот. Загубата на косата може да биде предизвикана и од механичко тегнење на косата, кое може да настане свесно при нервозни ситуации или пак несвесно, кога долго време косата стои врзана во ластик. Хемискиот и топлотниот третман, како што е бојадисувањето, може да го ослабнат влакното и да предизвикаат опаѓање.
Исто така и самиот имун систем може да доведе до паѓање на косата. Имуниот систем е оној кој му помага на телото да се одбрани од вирусни и бактериски инфекции, како и од било кое страно тело. Понекогаш нашиот одбранбен систем прави грешки, па во такви ситуации ги напаѓа фоликулите сметајќи ги за страни тела. Доколку дојде до ова, опаѓањето на косата од скалпот, а и од целото тело, може да се појави во вид на опаднати прамени и оваа појава се нарекува алопеција ареата. Постои појава кога од истата причина отпаѓаат сите влакна од целото тело. Ваквата појава се нарекува алопеција универзалис. И да сум повторно назад во студиото, значи накусо од прилогот можевте да слушнете за опаѓањето на косата, за проблемите, за растот и така натаму. Меѓутоа, за сето ова повеќе во разговорот што ќе го водиме со доктор Елена Арсова, која што кажав и на почетокот е веќе со мене во студиото и е трихолог. Доктор Елена, добре дојде и за прв пат во ваш термин. И драго ми е што одвоивте време да бидете денес дел од емисијата да поразговараме на оваа тема. Секако драго ми е што ме поканивте, да можеме да се надоврземе сега на прекрасниот прилог и да објасниме некои работи подетално. Некако оваа тема одамна не сум ја обработила и решив затоа да ми бидеш гостинка. Уште повеќе што години наназад опаѓањето на косата не само што е проблем кај мажите, станува проблем и кај жените, па дури и кај децата во тинеџерската возраст. Значи, еден проблем кој што навистина како да кажам, порано можеби не бил толку специфичен, меѓутоа последниве години наназад како представува голем проблем. Ајде првин вака да започнеме, да ни кажете какви се проблеми постојат нели на косата, со косата, па потоа и ќе поразговарам малку за опаѓањето подетално нели и кај мажите, кај жените и така натаму. Секако, баш убаво што ги офативте двете групи, мажите и жените да позборуваме, затоа што многу долго време се игнорираше проблемот дека жените, тоа состојбата дека жените може да имаат проблем со косата. Значи, независно од полот, проблемите со косата може да бидат од кршливост на косата и сувост, па преку истенчување до проречување и опаѓање. Причините за појава на овие проблеми се различни и секако кај мажите и кај жените се разликуваат, меѓутоа крајната манифестација е секако некој вид на проблем на косата. Освен тоа, проблемите на соседата коса, како што и вие напоменавте, станува веќе нешто што на сите им смета, па се спаѓа и во групата на проблеми кои што ги засегнуваат двете групи. А пак тинеџерите со нивните модерни навики веќе влегуваат во група на пациенти кои што почнуваат да имаат различни проблеми со опаѓањето на косата. Така. Ајде први да започнеме со посилниот пол, бидејќи некако опаѓањето на косата е некако по-својствено за нив. Кои се причините за опаѓањето на косата кај машкиот пол и како се оди третманот, дијагностицирањето, малку да ни објасните тоа? Мажите, најчестата форма на опаѓање на косата кај мажи е насадниот тип на опаѓање или андрогенетската алопеција. Тоа е форма на губење на косата, каде што детерминирачки фактори се гените и половите хормони. Иако мажите сакаат да веруваат дека само генетиката има значење или само хормоните, сепак во денешно време дефиницијата е посеопфатна и се смета за мултифакторијална состојба. Тоа значи дека освен гените и хормоните, факторите кои што влијаат се и начин на живот, начин на исхрана, здравствена состојба, значи и многу други надворешни животни фактори. Меѓутоа, ако имаме време, би почнала од почетокот. Имаме време. Значи, гените одредуваат колкава предиспозиција за опаѓање на косата ќе имаме. Всушност, гените одредуваат колку рецептори за дихидротестостеронот ќе имаме на коренот на влакното. Дихидротестостеронот пак е хормон кој што се произведува од тестостеронот. Значи, не е тестостеронот хормонот кој што дава опаѓање на косата, туку е
тестостеронот. Во литературата често ги означуваат тие хормони како Джекил и Хайд, едниот е добар, другиот е лош хормон за косата и фактички од тестостеронот под дејство на 5-алфа редуктазата како ензим се создава хормонот дихидротестостерон или го сретнуваме често како ДХТ. Тој ДХТ се поврзува за рецепторите на влакното кои што генетски веќе се предодредени во колку број ќе постојат и дава сигнал на влакното да работи ослабено. На вашиот прилог се гледаше како влакното има свој животен циклус, кој што нормално, како што ги кажавте, параметрите се анагената фаза трае неколку години, па 3 месеци катагена и телогената фаза исто така неколку месеци. Меѓутоа, под дејство на овој процес, под дејство на овој хормон, целиот овој процес се забрзува, влакното опаѓа порано, а коренот почнува да работи ослабено и да произведува се потенко и потенко влакно. Исто така како што видовме на прилогот. Како резултат на тоа, мажите чувствуваат дека косата станува се потенка и потенка и тоа што мажите најчесто го забележуваат дека косата постепено им се губи. Не забележуваат дека е многу интензивно опаѓањето, меѓутоа забележуваат постепено исчезнување. Многу често поминува и неколку години додека забележат дека нешто се случило, па се изненадени од фотографиите, зошто таква промена настанала, затоа што навистина е спор и релативно подмукол процес. Тоа е основниот начин на кој што се развива андрогенетската алопеција, основниот механизам на патогенетски механизам. Меѓутоа, како што спомнав и на почетокот, многу други фактори може да придонесат овој процес да се забрза. Пример, стресна ситуација, каде што се произведува вишок на кортизол, може да го забрза целиот овој процес. Поради тоа, многу често во услови на стрес може да се јави забрзано губење на косата, што е типично во 21 век. Одредена анемија или некој здравствен проблем исто така може да влијае на коренот на намалување на неговата функција, па почетното прорачување да се влоши. На тој начин многу надворешни фактори допринесуваат, вклучително и здравствени фактори, придонесуваат постоечката генетска форма на опаѓање да се забрза и да се манифестира многу по-агресивно. Затоа мора да сметаме дека не смееме да изјавиме веќе во 21 век дека имам гени за опаѓање на косата, па секако ќе изгубам косата. Значи не е веќе толку директна врската, мора да се предвидат и да се вклучат и другите фактори кои што имаат влијание. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи веќе од режија не знам дали ги имаат ставено телефоните на екранот, ако ги немаат може да ги стават и ако имате некое прашање во однос на некој проблем со вашите блиски или за вас лично, со опаѓање на косата, значи без разлика дали станува збор за машки, женски пол или пак можеби некој проблем кај децата, слободно може да се јавите. Доктор Елена е токму компетентна за овие проблеми и секако ќе ви посочи како да дојдете до решавање на тој проблем. Доктор Елена, кажавте и другите фактори кои што влијаат во опаѓањето на косата кај мажите. Кога би говореле некој нормален процес каде што треба после извесен период или на години, на старење, има ли тоа улога кога треба да почне да се јавува опаѓањето ако е генетски наследно или пак веќе нема никое правило, бидејќи како што кажавте вклучени се и други фактори плюс во опаѓањето? Тоа е навистина добро прашање за денешно време, затоа што статистиката покажува дека опаѓањето почнува да се јавува на се помлада возраст. Тука веќе се во функција тие фактори кои што ги идентификувавме во врска со исхрана, со навики, со здравствена состојба, кои што придонесоа генетското опаѓање да се помести кон помлада возрастна група. Порано, после 30-та, отприлика околу 30-та година, кај најголем број од пациентите се јавувало опаѓање на косата, а сега најголемата група, па и статистички во светот и исто така во нашата клиника е некаде меѓу 20 и 30 години. Буквално доаѓаат родители и нивните деца со стадиум на прорачување, што веќе е алармантно за нас. Така да, дефинитивно, возрастните граници се поместени. Меѓутоа, од друга страна, пак морам да укажам на тоа дека одредени промени на косата пак и се
типични за одредена возраст. Така. Постои феномен на старење на косата, кој што не треба, и јас не го сметам за патолошки. Нашата коса, како и кожата, стареат и едноставно некаде околу 40-та година кај сите промените постојат, меѓутоа се во рамките на нормалниот процес. Така да не треба пак и нешто што е нормален физиолошки процес на старење да го третираме како патолошки проблем. Тоа дефинитивно се препознава лесно разликата меѓу физиолошкото старење и патолошкото опаѓање на косата. Така. Како оди кај вас третманот и лекувањето на овие проблеми? И можев да забележам и од она што бе следам како клиника која што работи ординација со овие проблеми, дека веќе работите и со трансплантација на коса. Во кои случаи веќе тоа може да се употреби и како може ли да се санира овој проблем во денешно време, бидејќи знаеме дека технологиите одат напред, па дури препаратите и производите кои што се користат во санирањето и во лекувањето на опаѓањето на косата. Да, секако. Ние веќе има ли надеж да ги информираме нашите гледачи? Да, секако. Јас 5 години работам на тоа да им објаснам на пациентите дека секогаш има решение за одреден здравствен проблем и јако пресудно кај косата е да дојдат на време. Методите кои што сега ги имаме на располагање за третман на косата се навистина одлични и даваат одлични резултати. Меѓутоа, до одреден стадиум можеме да третираме некое прорачување со третмани. После одреден стадиум мораме да примениме хируршки методи, а исто така постои момент каде што прорачувањето е до тој степен напреднато што воопшто не може ништо да се направи од методите. Затоа оно што нашиве луѓе сакаат да го кажат, ќе чекам косата да ми опадне, па тогаш ќе правам трансплантација или тогаш ќе ја решавам, тоа не е добар. Тоа е покомплицирано што Да. Значи ние сепак немаме неограничени можности во терапијата понатаму. Од третманите за коса, јас најмногу ги применувам нормално локалната терапија со тоници, која што е како златен стандард секаде. Меѓутоа, новите методи кои што многу ги применуваме се лазерската биостимулација, а особено во последната година веќе македонците го прифатија и третманот на мезотерапија, микронидалинг мезотерапија. Иако го имам веќе 4 години во клиниката, дури последната година-две веќе интересот се разви и за овој третман. Тоа е специфичен по тоа што прави микроубоди на кожата со автоматизиран апарат, кој што микроубоди даваат сигнал на кожата да се регенерира. Во процесот на регенерација кожата ослободува и фактори за раст на косата, па на тој начин го стимулира растот. Значи преку повреда на кожата ние индиректно стимулираме и раст на косата. Секако повредите, тие микротрауми се дозирани до одредено ниво, затоа што ако форсираме повеќе би направиле поголемо оштетување. Така да овој тип на третман ми даде едно ново ниво на резултатите кои што ги постигнуваме и пациентите веќе што го прифатија и многу полесно е да работиме. Така. Значи кога ќе дојдат кај вас, сега разговараме за машкиот пол, претпоставам дека правите некој преглед, меѓутоа дали им укажувате и на тоа дека треба да направат и крвна слика и ги прашувате анамнеза да немате некои други заболувања, па за да севкупно тоа како лекување доди како што треба. Во право сте, јас отидов на лечењето без претходно дијагностиката. Најдобро е секако да се направи преглед пред било што да почнеме со терапија и тоа ми е правило во клиниката. Прегледот е дермоскопски, кој што обезбедува да визуализираме каква е состојбата на влакното и на коренот. Самото андрогенетско опаѓање на косата, значи самата машка наследна келавост има точно одредени дермоскопски знаци по кои што се препознава и се дијагностицира. Кај мажите многу често е лесна дијагностиката затоа што промените се баш карактеристични, школски примери и тогаш дијагнозата е многу лесна. Во некои случаи каде што се сомневам на телоген ефлувиум, опаѓање кое што е покарактеристично кај жените, меѓутоа може да се кога од одредено место
Паѓа во вид на круг? Не, кога опаѓа на секаде, меѓутоа агресивно опаѓа, значи на скалпот на секаде, тогаш веќе промените се малку поразлични, дермоскопски укажуваат дека нешто друго стои во позадина. Тогаш проверувам обавезно и во и крвна слика или едноставно според дермоскопскиот преглед вие точно знаете што треба понатаму да се значи самите промени на влакното укажуваат на тоа што во која насока треба да продолжиме со анализите. Иако од самата анамнеза, како што спомнавте вие, понекогаш со разговорот со пациентот е доволно да се добијат информации за тоа што се случувало и има проблем со некоја друга болест, која што би била поврзана. Обично кои, се извинувам што ја прекинувам, кои заболувања обично што може например да не се јават, може да бидат поврзани и со опаѓањето на косата. Знам дека тироидеата има улога тука, слабокрвноста, што друго? Кај жените најчесто тироидна железа, анемија, дисбаланс на половите хормони. Кај мажите често анемијата ретко се јавува кај мажите, кај нив често имаме проблеми со во денешно време малку и они изложени, тоест применуваат разни диети кои што може да им дадат брза промена во тежината, значи агресивно губење на динамично губење на тежината. Потоа начинот на живот кај нив доста динамичното темпо влијае на промена во навиките на исхрана па и на косата. И исто така да крвна слика секако кај нив правам за да видам здравствената состојба дали ќе ни покаже, тоест крвната слика дали ќе ни покаже некој проблем. Иако кај мажите почесто во перут, мастење, значи локални проблеми на скалпот знаат да го забрзаат опаѓањето и да влијаат негативно. И како што реков, стресот е доста честа причина и кај нив. Во однос на понекогаш одредени мажи сега со модерните трендови пијат и стероиди или одредени стимуланси кои што директно го покачуваат нивото на машките полови хормони, па може да влијаат негативно на косата. Па тоа исто така го прегledувам. Тоа се извинам на оние кои што вежбаат па пијат додатоци, значи тоа не е добро да потенцираме себе. Во теретана, значи вежбањето во теретана секако е позитивно за целото тело. Меѓутоа да не се пијат многу додатоци. Протеински шејкови секако е во ред, затоа што луѓе што спортуваат имаат потреба од поголема количина на протеини. Сега имаме многу добар избор на природни протеински шејкови кои што се адекватна замена за храна. Меѓутоа, се што од тип на стероиди не треба да се применува, дури и тоа што се смета како природни стероиди, затоа што сепак го подигнуваат нивото на прво тестостеронот, а потоа и на дихидротестостеронот и има навистина директно опаѓање на косата. Добро, ајде сега тука малце да ги вклучиме и жените. Обично, ние жените секогаш сакаме да имаме убава коса, бидејќи ние сме и понежен и поубав пол и секако косата е таа што на некој начин ја краси една жена. Обично се грижиме кога имаме опаѓање на коса, кога ќе забележиме дека некој период повеќе опаѓа косата, па првим вака да информираме кога е тоа време, велат на есен и на пролет можеби повеќе опаѓа косата, дали е тоа вистина или заблуда и колку на вистина е точно дека е нормално 100 влакна дневно да отпаднат, бидејќи додека се подготвував за емисијата и претходно нели во други емисии кога сме разговарале, често пати тоа ми е некако дали вистина е тоа дека 100 влакна е нормално дневно да отпаднат. Добро што го споменавте сезонското опаѓање, затоа што март еве го стигнува и знае да биде месецот кога почнува пролетното опаѓање. Сезонско опаѓање навистина постои во пролет и во есен, со тоа што есенското е по-карактеристично за нашиот регион. Тоа е месец октомври, ноември. Кај помала и кај поголема група од моите пациенти се јавува во овој период, значи во тој период есенски. А кај помала група се јавува пролетно опаѓање, значи во март, април. Сте тоа е резултат на сезонските промени, на тоа како нашиот фоликул реагира на промените во изложеноста на светлина, што е везано со хормонот мелатонин. Меѓутоа, тие промени се привремени. Значи, опаѓањето не можеме да го спречиме во тие услови и треба само да го препознаеме и да го следиме до кога ќе прекине.
Ако прекине за 3-4 недели, тогаш е се нормално и не треба воопшто да се реагира. Меѓутоа, понекогаш тоа сезонско опаѓање знае да премине во патолошко и да трае и до 2 месеци, 3 месеци, што треба да им биде знак на пациентите дека треба да се обратат веќе кај доктор за да може да се утврди која е причината поради тоа опаѓање. Оно што го спомнавте околу бројот на влакна е навистина битно прашање и треба да ги обучиме пациентите за тоа што е нормално, што не е нормално. Навистина до 100 влакна се смета дека е нормално опаѓање. Меѓутоа, тоа што веројатно и вие на тоа мислите, не значи дека секој ден треба да паѓаат по 100 влакна па да се смета за нормално. Така се вели дека математички веќе ја губиме тогаш косата. Што би било кога секој ден би паднале по 100 влакна, сигурно не би било нормално да. Апсолутно сте во право. Например, во текот на сезонското опаѓање може да опаѓа 150, 120 во просек и тоа е навистина по-алармантно. Колку трае тоа сезонско? Околу 3-4 недели трае, значи месец дена у просек, да. Тие се оние влакна кои што и можевме да забележиме во прилогот кои што кога растат нови ги буткаат оние старите на кои што веќе 4 години отприлика толку едно влакно живее. Значи и во нормален циклус точно се случува тоа како што вие покажавте на прилогот, едно влакно испаѓа и веднаш е заменето со ново влакно. Затоа ние при нормален раст на косата воопшто и не приметуваме дека нешто посебно се случува со косата. Затоа што фактички цело време расте и нова коса. А ако има опаѓање, тогаш тој циклус не се одвива нормално, па се осеќа веќе прорачување на кога има опаѓање, не само 3-4 недели. Така е. Значи 3-4 недели опаѓа, ама толку е времето додека почне новото влакно да се формира и се уште не забележуваме дека косата веќе се обновила, се уште на микроскопско ниво. Затоа и нема потреба од паника во тој период, пошто трае кратко и јас обично и кај мои пациентки го чекам да помине, за да видиме потоа како е состојбата. Значи, да не се дига паника кога тоа се случува на пролет и на есен, меѓутоа ако проложи повеќе од месец дена, да речеме 2, да се случува истото опаѓање со таков интензитет, веќе тогаш треба да се реагира и како што велите да се дојде навреме кај вас за да се утврди што е причинителот. Што се обично причините кај жените? Бидејќи како што кажав, наназад многу години веќе и вие знаете, бидејќи секојдневно работите во вашата ординација со овие вакви проблеми, навистина е зголемен бројот на губењето на коса кај жените, дури до степен на келавоста, исто и кај децата. Да. За жените на посебна емисија треба да направиме, пошто жените кај нив е многу по-комплексен проблемот. И жените, како и мажите, имаат насадно опаѓање на косата и тоа е една од најчестите форми. И кај нив влијае генетиката, меѓутоа најчесто половите хормони го одразуваат своето дејство. Многу дури мали хормонални флуктуации, значи мало пореметување во хормоните во смисла зголемени машки полови хормони, намалени женски, може да влијаат кај жените. Особено ако жената има одредена генетска предиспозиција и тие мали промени се одразуваат на косата. Дури многу често со гинеколозите се координирам со пациентки каде што хормоните се можеби на границите, на горни граници во нормалните и на долни во нормалните, нема се уште потреба за терапија, меѓутоа на косата и тие мали промени влијаат и ја ослабнуваат. Ако има пак подраматични промени, тогаш јас инсистирам секојаш да има и хормонална терапија. Полицистичниот оваријален синдром е многу честа состојба кај младите девојки, особено во денешно време. Тоа исто така би го врзала со начин на живот, со начин на исхрана. Значи, примаме многу надворешен естроген кој што влијае на пореметување на хормоните. И тоа директно може да влијае на опаѓање на косата. Поточно кај жените исто така таа форма се манифестира со истенчување на косата. Така да половите хормони би ги ставила како еден од најбитните фактори за насадниот тип на губење на косата.
Потоа би ја ставила на второ ниво тироидната жлезда, како што ја вие спомнавте, или би го ставила во група телогениот ефлувиум предизвикан од тироидна жлезда. Тироидните хормони, независно дали се покачени или намалени, кај жените може да влијаат на косата. Ако се покачени, тогаш доаѓа до интензивно опаѓање на косата. Тогаш бројките се 200 влакна на ден и тоа трае многу време и навистина е алармантно. Жените буквално како што поминуваат со прсти низ косата, вадат топки влакна. Тоа треба ептен да биде во голем број, за да навистина се свати дека ова е навистина голем проблем. И жените имаат, поради нивната аналитичност, тоа многу лесно го препознаваат, а и долгата коса веднаш дава така алармантен изглед. Ако пак имаме намалена функција на тироидната жлезда, тогаш повеќе промените на косата се манифестираат како слабост, кршливост, истенчување на влакното. Тие промени почнуваат подискретно, меѓутоа пак после година дена од проблемот се манифестираат. Не мора кај сите пациентки со проблеми со тироидната жлезда да се манифестира проблеми со косата, меѓутоа кај голем процент, особено кај тие што имаат некоја генетика во фамилијата, овие хормони влијаат. Може, но и не мора. Да, значи понекогаш имам пациенти кои што мислам ме прашуваат имаат проблем со тироидната со години, меѓутоа на косата не се манифестирале промените. Тоа зависи од самиот организам на човекот. Да. Ако генетски се предодредени за губење на косата, тогаш сите овие промени може многу повеќе да влијаат, пошто коренот е веќе предиспониран за некој губење. Анемијата исто така кај жени е многу честа. Ако тироидната жлезда е карактеристична за групата после 35-40 години, анемијата е кај девојките околу 20 години. Лоши навики во исхрана, диети, неправилна исхрана, еве во последно време и трендот со вегетаријанството, исто така предизвикува паѓање на нивото на железо, што намалува периферната циркулација на главата и предизвикува истенчување на косата со бранови на паѓање. Така да овие три фактори кај жените би ги издвоила како примарни фактори, иако и многу други помалку битни фактори може да имаат влијание на косата. Што се презема кај ваквите проблеми за кои што говоревме досега кај жените, кога веќе ќе се намали нели бујноста на скалпот и така натаму, веќе почнува на некој начин да се видливо да биде видливо и веќе да се приметува дека стварно е проблем. За жените секогаш по-комплексно се, значи обично и покрај тоа што ја правам типичната дермоскопија, значи прегледот како и кај мажите, нивните промени знаат да бидат малку по-драматични. Секогаш работам и во координација со ендокринолог или гинеколог, затоа што ако имаме проблем со хормоните, мора тоа да го решаваме. Инаку, колку и да работиме на стимулација на растот на косата, доколку имаме пример висок тестостерон, ние не можеме да добиеме добри резултати. Така да работиме тимски и на тој начин добиваме многу брзи и стабилни резултати. Методите исто така се слични и кај мажи и кај жени, иако кај жени повеќе ја преферирам лазерската биостимулација како неинвазивен третман отколку мезотерапијата. Оставаме агресивни третмани кај посилниот пол. Кај жените лазерот навистина успева да го нормализира циклусот на раст на влакното и да му е подобри функцијата на фоликулот, што дава не само раст на нова коса, туку и постоечката и дава квалитет, волумен, сјај. Па тој третман би рекла дека кај жени е супериорен во однос на мезотерапијата. И секако локалната терапија со тониците останува како базична во целокупниот протокол на третманот. Кај жените вметнувам и спа третмани на косата кои што се нутритивни за влакното со одредени маски и овозможуваат исто така да го подигнеме квалитетот на влакното, што дава визуелно многу поубав резултат. Се тоа што го кажавте, значи со кукава успешност
може да дојде до подобрување на тој проблем? Битното прашање е што сите пациенти ми го поставуваат. Сите кога имаат проблем или доаѓаат кај вас и се велат може ли да се среди овој мој проблем? Може ли да ми помогнете бидејќи претпоставам дека навистина косата на секој човек без разлика дали е маж и жена му дава една самодоверба или на самата личност. Така е косата. Представува проблем во секојдневниот живот, можеби во неговата професија и така натаму. Така да. Да, косата сите сакаат да ја негуваат и да ја имаат. Значи, резултатите зависат од случај до случај. Тоа пак е детерминирано од типот на опаѓање на косата, од време траењето и секако од моменталната состојба. Ако опаѓањето трае едно 3 години, 4 години, тогаш резултатите се одлични. Значи, можеме да добиеме 50% подобрување на косата, некогаш и дури 100% ако почнеме во првата година. Ако опаѓањето трае подолго од 5 години, па дури подолго од 3 години кај одредени случаи. Збориме за континуирано опаѓање од 5 години? Да. Така. Тогаш или наследно опаѓање кое што трае подолго време, тогаш промените на влакното се големи и некои промени дури се и иреверзибилни. Меѓутоа, кај тие случаи најмалку 30 до 50% секако можеме да добиеме резултати, што обично е доволно за да визуално се подобри косата. Проблемот е тоа што влакната кои што најмногу претрпеле промени, ние ќе ги ојачаме, ќе ги подобриме, меѓутоа не може да го добијат оној пун квалитет како што било некогаш. Меѓутоа, како што реков, обично опаѓањето е толку напреднато што и тоа подобрување од 30% или 50% е доволно за да косата изгледа подобро колку што било. Да. И секогаш, како што спомнавте и вие, постои опцијата за трансплантација на коса, каде што можеме да ги подигнеме резултатите и до 100% ниво, во случаи каде што не можеме со методите на третман да ги постигнеме тие резултати. Тука веќе се договарам со пациентите. Навистина, едно 60% од пациентите ми се задоволни со резултатите кои што ги добиваме со третман, а тие што сакаат повеќе, тогаш се одлучуваме и за хируршката опција и доаѓаме до тој 100% ефект што го сакаат. Така, еднакво со само збор два да кажеме за децата и проблемот кога станува збор нели во оној тинеџерски период. Што е тука што се случува кај нив што еве исто можеме да забележиме дека доаѓа до губење на косата и тоа видливо губење на косата. Да. Дали се хормоните, повторно во прашање тука? Тоа е многу убаво прашање. Цела оваа глобализација што донесе многу колку позитивни, нели толку негативни влијанија врз нашиот живот и во однос на исхраната и во однос на нели на сите оние како да кажам, технологии кои што на некој начин и не озрачуваат, како мобилните, лаптопите, ајподите и така натаму. Колку сето тоа има влијание врз она што се случува кај тинеџерите во однос на проблемот со косата? Да, во право сте, ова е многу битно прашање затоа што јас веќе имам пациенти, особено ствари и девојки имам, меѓутоа и момчиња од 16-18 години веќе почнува драматично да напредува опаѓањето. Кај сите девојчиња до сега што беа на возраст меѓу 16 и 18 години со лабораториски анализи се покажа хормонален дисбаланс. Значи, они не се во почетна фаза на менструалниот циклус и на нормализирање, веќе имаат и неколку години, меѓутоа од старт имале проблем со менструалниот циклус, со редовноста и после неколку години веќе на косата се манифестира тоа како проблем. Речиси сите тие девојки доаѓаат со мајки кои што имаат веќе некој проблем, па и на иницијатива на мајките се ангажираат за порано да го решаваат, така да улогата на мајката е незаменлива. И со хормони, проблемот со хормоните на вистина кај сите млади девојки што ми се пациенти постои. Тоа е најчестата причина кај младите. Сега еве се прават анализи за да се покаже точно што е факторот. Иако грубо кажано се смета дека фастфудот со мала нутритивна вредност, хормони во месото. Се тоа што го напоменуваме во суштина. Впрочем, како за секое заболување делува и за косата.
Да, значи се уште статистиките, тоест анализите не се завршени за да може точно да се укаже на директното влијание, меѓутоа се повеќе покажуваат искуствата на докторите во цел свет една сличност, па повторно се укажува на исхраната, начинот на живот како фактори. Не спиењето, значи младите не спијат цело време се на телефоните, технологијата ги прави физички неактивни, здравјето, значи имаме проблем со целокупното здравје, па и со здравјето на косата. Доктор Елина, кога разговаравме пред да влеземе во емисија, ви поставив едно прашање, ми поставив, констатирав нешто, меѓутоа не ве прашав, сакам сега да ве прашам, бидејќи може би некој исто сочува, значи со таква контраст, зашто нема правило ако имаш јаки ногти и слаба коса или слаби ногти и јака коса. Дали зашто е тоа така? Зашто некој има на пример појаки ногти, а има слаба коса или обратно има слаби ногти, има јака коса? Од што зависи тоа? Има ли некои посебни причини? Да, малку го отворивме прашањето. И ноктите и косата се епидермални андекси, значи они произлегуваат од самата кожа. Меѓутоа, сепак генетиката различно предодредува какви ногти ќе имаме и каква коса ќе имаме, така да тоа е различно. Да, и покрај тоа што произлегува од ист орган, да кажеме. И не мора да биде правило дека ако косата е добра и ноктите ќе бидат добри, така да не постои некоја таква врска. Значи, сепак се наследните фактори. Да, генетиката најчесто... Од кого сме го наследиле едното, од кого другото. Да. Добро да го расчистиме и тоа, бидејќи сепак сакав да ве прашам. прашам. Иако, например, анемијата е причина која што може и ноктите да ги направи кршливи и косата. Тироидната жлезда исто така. Значи, за жал негативното влијание на хормоните подеднакво ги опфаќа сите тие епидермални анекси. Доктор Елина, бидејќи секогаш кога говориме за секој заболување, па се велиме ова нечини да се консумира, ова треба да се консумира, меѓутоа што е добро да јадеме за да имаме здрава коса и здрави ногти? Има ли некои посебни намирници кои што навистина делуваат благопријатно и стимулираат да имаме поздрава коса и подобри ногти? За да не пиеме суплементи и додатоци. Да, за косата и за ноктите најбитни се протеините, затоа што фактички влакното и ноктната плоча се изградени од кератин. Тоа е протеин кој што се произведува во кожата. Меѓутоа, нормално за да тој се произведи потребно да примаме и протеини и одредени аминокиселини преку храната. Јас сум љубител на тоа да биде разноврсна исхраната, иако ако некој пациент се одлучил за вегетаријанска исхрана или веганска, мора да внимава на внесот на протеини, затоа што ништо не може да ги замени одредени протеини од животинско потекло. Особено ако веќе да не се фокусираат само на еден тип на исхрана, сепак да има разноврсност. Да, разноврсноста е најбитна и протеините од секој извор се битни, не само од животинско потекло, туку и од растително мешункастите грабарани, секојаш одличен извор на протеини и секако од месо да не се фокусираме на еден тип. Значи и рибата ја запоставуваме малку во нашето поднебје, и риба и телешко и свинско да биде секогаш комбинирано. Потоа од минералите многу битен е цинкот и железото, секако го спомнавме на неколку наврати, меѓутоа еве цинкот е нешто што е дефинитивно врзано со поквалитетна коса и со подсврсти ногти. Биотинот како хормон за раст се смета, го забрзува растот и на косата и на ноктите. И се што од групата на Б витамини исто така помага. Б-комплекс, Б6. Да, ама сепак јас препорачувам изворите да бидат преку исхраната. Не мора да се пијат суплементи, освен ако телото не било под некој голем напор, некој голем стрес. Или луѓе што работат по 12 сати, мислам што имаат подинамично темпо на живот, мора да внимаваат на суплементи, меѓутоа особи кои што може да си дозволат оброк
планиран и со сите групи на намирници што се битни, тогаш е потребно да преку исхраната да примат отколку да пијат нешто. Ако не можат да толку добро над внимание на исхраната, значи сепак да консумираат витамини од неколку групата на месеци Б. витамини не може да бидат од помош и тоа помага во случаите кај телоген ефлувиум, значи таму каде што опаѓањето е врзано со анемија, со хормонален дисбаланс, ама нека и наследниот тип на губење на косата. Тука многу нема да ни помогнат. Кај наследното губење, зелен чај, чајот коприва е нешто што помага во регулација на дихидротестостеронот, ленено семе. Говориме за да пиеме, за да консумираме. Да. Семе од лен или масло од лен исто така се точно утврдени состојки кои што може да влијаат на тој негативен циклус. И вака, бидејќи секогаш кога заокружуваме емисијата, кажуваме некоја превентивна мерка, значи како да превенираме опаѓање на косата. Значи би сакала уште еднаш да потенцираме да нашите гледачи да им посочите кога да реагираат навреме и што друго треба да прават за да не дојде до некое драстично опаѓање на косата, кога што би требало да се применат и оние по агресивни третмани за кои што говоревте. Секако здравите навики во исхрана и здравите навики во живот, значи добра исхрана, нормален сон, нормален ритам на живот и спортување е нешто што помага во одржување на здравјето на целото тело, па и на периферните органи, да кажеме, периферните ткива, тоест косата и ноктите. Меѓутоа, најбитно е да се следи состојбата на косата. Ако се приметат промени во смисла на ослабнување на косата, промена во квалитетот или ако се забележат повеќе влакна кои што паѓаат, најдобро е да не се занемари тој проблем. Подобро е да прегледаме и да утврдиме дали нешто има, пошто може да е во рамките на нормален процес и косата веќе да се обновува, меѓутоа барем сме на сигурно со преглед. Така да на првите промени што ќе ги забележат пациентите би требало да се реагира со преглед, па понатаму јас ќе одлучам дали треба нешто да се работи или не. Затоа што не се сите пациенти што доаѓаат кај мене и пациенти за третман, туку некош одлучуваме само да следиме состојбата и воопшто да не реагираме. Така да тоа е најбитното. Да не се занемаруваат сите промени на косата и да се реагира веднаш и да се побара стручна помош. Така е. Затоа што ако се навреме се диагностицира и се открие, може и навреме да се излекува. И со одлични резултати да се добијат. Доктор Елена, ти благодарам за денес. Многу, како да кажам, опфативме од се по нешто и се надевам дека ќе бидат задоволни гледачите од она што го слушна и секако доколку сакаат да ве посетат, ќе можат да се јават во нашата телевизија од утре и да добијат број од доктор Елена Арсова за да може да се посоветуваат или да се консултираат за некој проблем ако имаат од ваков вид. Ти благодарам уште еднаш, па се надевам во некое следно издание, па можеби како што кажавте веќе опфатиме само мажи или жени или некој друг проблем со кој што вие работите во вашата клиника и со сите оние проблеми кои што се соочувате во секојдневната работа со вашите пациенти. Секако ќе ми биде задоволство. Да, се зборевме пред емисија околу проблемот со ноктите, па зашто да не. Секако. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Се надевам дека успеавте да не следите до крај, бевме интересни, доставивме корисни информации. Ако е така, тогаш следете ни следниот понеделник. Тука ве поздравувам, ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, се гледаме во понеделник во 17:10.